А за жал, сликата во туристичките центри во земјава ја нарушуваат купиштата отпад на кој што бевме сведоци изминатиот период, особено во Охридскиот крај. Токму затоа, првиот разговор во денешното издание на Македонија на утро го посветуваме на тема екологија. Неисцрпна тема и тема за која што се повеќе станува неопходно да се говори во нашето општество. Граѓанската иницијатива Не биди ѓубре веќе 4 години во низа реализира акции низ целата држава и се залага за чиста животна средина. 500 акции собрани над 10.000 кеси и 700.000 тони ѓубре. Во Македонија се бројките кои што се секојдневно растат благодарение на волонтерскиот дух на членовите на оваа иницијатива. За мисијата и за постигнатите резултати на иницијативата утринава разговараме со Никола Здравковиќ. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Добре ве најдов и ви благодарам што посветувате внимание и време на една ваква тема која што би рекол дека е неисцрпна без разлика каде се наоѓаат луѓето и каде битствуваат. Не биди ѓубре е една од иницијативите во државата која што најде на ретко позитивен одзив во поголеми размери во насока на создавање секако на чиста животна средина. За почеток на денешниот разговор би сакал да ги запознаеме нашите гледачи за каква иницијатива станува збор и што беше пресудно за истата да биде реализирана. Така, ова е како што и самиот назив кажува граѓанска иницијатива, значи една иницијатива покрената од самите граѓани, никој не дошол да не организира или директива некоја да поведе, туку граѓаните се организираат со една единствена цел, а тоа е животната средина која што не ја пазат ниту другата група граѓани, ниту пак оние кои што се надлежни да ја заштитат. Тоа е единствената звезда водилка на иницијативата Не биди ѓубре, да се создаде здрава животна средина, затоа што во таа здрава животна средина утре треба освен нас нели да живеат и нашите потомства. Да, има што да оставиме за идните генерации. Ајде да објасниме малку повеќе околу тимот, кој е тимот на иницијативата кој што волонтерски ги реализира сите досегашни акции. Така, оригиналната, почетната постава, онаа генезата на Не биди ѓубре, значи тоа се неколку актерки од драмскиот театар, на кои што полесно им се приклучуваат голем број на луѓе од јавниот живот и на тие луѓе подоцна почнуваат да им се приклучуваат и голем број на граѓани чии што професии не се јавни, кои што не се појавуваат во јавноста пред камери, меѓутоа чии што труд изминативе 4 години апсолутно не е занемарлив. Инаку она што сакам да го напоменам и што мислам и едно од најважните работи во целата приказна, што сите овие луѓе имаат своји професии, имаат свој исполнет приватен и професионален живот, така што инвестират од своето време, од своите ресурси, од своите нерви за оваа иницијатива да даде резултати и да ги разбуди оние што треба ги разбуди. Да допре пред се до граѓаните, но секако и до институциите. Низ колку градови досега е расширена и активно функционира самата иницијатива Не биди ѓубре? Па со помали или поголеми акции нема град во Македонија кој што не е покриен, нема град во кој што немало барем една акција, дури во дел од селата се организирале акции, така што и без разлика дали онаа постава од Скопје отишла во тие градови, секој од тие градови има некоја своја мала испостава на Не биди ѓубре во тој град, кои што и тие мали испостави после своето формирање функционираат и ден денеска. Ако погледнете од денешен аспект, 4 години подоцна, успеа ли граѓанската иницијатива Не биди ѓубре во својата основна цел и мисија, тоа е токму подигнување на свеста кај граѓаните за сопствена одговорност за создавање, но и на одржување на чиста животна средина? Па успеваме спорадично и делумно. Кога говориме за граѓаните, има граѓани кои што се разбудиле после нашата појава, после посета на некои од нашите акции, меѓутоа секогаш постојат и оние други граѓани кои што екологијата ја сметаат за нешто од втор, трет или последен ред, а жалосно е што како овие граѓани размислуваат и надлежните. И успехот и кај надлежните се мери според тоа во кој дел од годината се појавувате. Ако дојдете во предизборие, тогаш нели оние предизборни кампањи и програми се полни со екологија, со животна средина. Меѓутоа штом заврши сето тоа, екологијата се сели од првиот рафт, некаде на некој последен, па дури во подрумот. Колку еколошки акции имате реализирано досега, со какви бројки може да се пофалите? Иако знам дека еколозите често не сакаат да се фалат со нивните. Па ние дури кога би сакале да се пофалиме, не би знаеле што ви одговориме, дека
толку акции се организирани што веќе не ги ни броиме. Толку подгрупи на небеби ѓубре имаат произлезано и во другите населени места што тешко е човек под наводници кажано да ги пофаќа сите, да. Меѓутоа онаа бројка која што ја споменавте преска од 500 воопшто не е претерувачка бројка. Да, тоа се оние официјални кои што се ставени на вашиот веб-сајт. Како се одредуваат локациите на кои што действувате? Може ли граѓаните да пријавуваат локации за чистење или сепак вие ги детектирате истите? Иако основната цел не ви е да чистите локации, туку да ја подигнете свеста кај народот за собствена одговорност. И едното и другото. Во добар дел од акциите сме посетиле места кои што биле детектирани од самите граѓани, а во преостанатиот дел од акциите тоа биле места, депонии, мини или депонии од поголем тип, кои што сме ги виделе ние, значи или некој од нашите членови. Ние секогаш апелираме кога граѓаните ќе видат некое такво место, немаат потреба нас да не викаат. Едноставно, или нека апелираат до надлежните, или нека се обидат самите да действуваат и да направат нешто. Да видат промената која што сакаат да ја видат. Така е. Во кои делови на Македонија досега успеавте да ја смените, да речеме, така наречената еколошка слика? Па јас мислам дека од она што можеме на терен да го видиме, некако свеста најмногу се поткрена низ дел од општините на истокот. Тука би ги потенцирал Валандово и Кавадарци и имавме и добар слух од тамошната локална самоуправа и мислам дека би било добро кога екологистите и општините во цела држава би функционирале како екологистите и општините во овие наведени примери. Ги гледам и оние фотографии кои што ни ги испративте во текот на разговорот, што се навистина застрашувачки, но сепак говорат за нашата екокултура. Во кои делови од земјата можеме да кажеме дека се соочуваме со ниска еколошка свест, дали тоа е во руралните средини или пак урбаните средини или пак подеднаква е борбата за чиста животна средина? Што вели вашето искуство? Па од Србија до Грција, од Албанија до Бугарија, секаде се соочуваме со проблем со екологијата, значи на територија на цела држава, од најурбана точка во голем град до најзафрлено некое место што, ајде така да се изразиме, Google Earth не би го нашол. Дури катастрофално е што места кои што сакаме да ги потенцираме како туристички, со кои што сакаме да се фалиме и да им ги препорачуваме на нашите посетители, дури таму е сликата страшна. Значи тука пред се говорам коритото на Вардар околу самото градско централно јадро. Потоа Марков манастир, Водно и да не набројам и така натаму. Охрид го споменавте преска. Да, Охрид оние слики на кои што бевме сведоци деновиве. Охрид прави една еволуција, под наводници еволуција, затоа што еволуира во погрешен правец. Наместо да се чисти, Охрид постојано се загадува, постојано се валка, така што ако веќе сакаме да го нарекуваме македонски, балкански Ерусалим и да се фалиме со него, редно би било нешто и да му вратиме на тој град. Алармантното загадување и нечистотијата во градовите во кои што живееме и не е нешто ново, но постои револта и разочараност кај луѓето. Вашиот пример покажува дека истиот може да се канализира и во нешто продуктивно. На кој начин може да се мотивира секој еден граѓанин во земјава да биде свесен за своето однесување токму кон животната средина и околината? Па кај луѓе со развиена свест, доволна мотивација би требало да биде тоа што ти и твоето дете го дишате тој воздух. Буквално вака треба на човек да му се каже ако веќе самиот не е свесен. Друго, воспитанието поаѓа нели од дома, од домашните услови. И ако веќе немаме формално образование во училиштата на оваа тема, неформалното треба да се ја заврши својата работа. Така што доволно е секој родител да му укаже на своето дете и ако го види дека прави нешто што не треба да го прекори еднаш, два пати и на тоа дете ќе му остане врежано во меморијата за веќе кога ќе излезе од домот и самото да биде во ситуација да влие и на своите другари. Да, но секако децата го следат и примерот на родителите, така што тука одговорноста е заедничка. Каков е интересот кај граѓаните за вклучување во екоакциите кои што ги реализира иницијативата Не биди ѓубре? Се случува ли тие често да се фатат за метла паралелно со вашите активисти? Да, тоа се случува на секоја акција. На секоја акција доаѓаат голем број на луѓе и она што ни е особено драго,
што тоа се луѓе од најразлична возраст, луѓе кои што доаѓаат дури семејно по 2-3 генерации и луѓе кои што доаѓаат народски кажано не забушаваат, туку дојдени се на вистина да придонесат, да дадат некој придонес, да вложат енергија, дента да помине акцијата како што треба, а не само да се сликаат, така е. Нормално има и од таквите, меѓутоа драго ни е што се барем сега за сега во занемарлива бројка во однос на ги имаме во поголем број на ние вистинските екологисти. Каква е поддршката за иницијативата од другите градови? Колку тие одлучуваат да бидат ветер во грб на вашите акции? Дури и нас не изненадија позитивно. Ние се надевавме, не очекувавме, но се надевавме дека некој од другите градови ќе изнедри или некоја подгрупа на Небеди ѓубре или некоја своја група која што ќе носи некое свое име, меѓутоа ние да им бидеме мотив. И она што ни е особено драго што во секој град се појави таква некоја група и дека и тие групи не се штедат кога станува збор за екологијата и си функционираат и независно од нас. Каква е соработката со надлежните институции? Во 2019 година бевте дел од една од најголемите еколошки акции организирани во земјава, над 40.000 вработени во јавната администрација, заедно со вашата иницијатива, чистеа на локации во Скопје, но и во други градови од земјава. Па ева тука ќе употребиме онаа народна кованица дека соработката е средно жалосна, со акцентот на жалосна, не на средна, бидејќи надлежните, пак како што кажав, во предизборие се спремни да соработуваат, полни се со идеи, закажуваат состаноци, меѓутоа после сето тоа се губи некаде низ административните и бирократските лавиринти. Таа акција, да, беше убава, голема, министерот за животна средина тогаш ни закаже и состанок. Состанокот беше на 15 јануари, еве тој 15 јануари, значи од 2019 наредниот 15 јануари требаше да биде 2020. Еве уште го чекаме тој 15 јануари, така што се надеваме дека стварно ќе дојде тој 15 јануари, дали од таа институција, дали од било кој друг. И она што е особено важно да сватат дека ние не сме институција или орган надлежен тоа да го работи, туку ние треба тука да ја поткренеме свеста, на која свест во добар дел и тие треба да влијаат. Да, тоа го правите дефинитивно волонтерски. Годинава реализиравте и пролетно чистење околу објектот на прифатилиштето на јавното предпријатие Лајка во соработка со истото јавно предпријатие. Повторно ќе споменам, велите вашата задача не е само да го чистите отпадот од граѓаните, туку и да ги потсетите дека не треба да се ослободуваат од отпадоците онаму каде што ќе стигнат. Да, значи освен надлежните, апсолутно за голема критика се и граѓаните. Еколошката свест е доста ниска и кај самите нив, затоа што секогаш се трга по линија на помал отпор. Ако е кантата на 50 метри, ме мрзи да одам да го фрлам тоа во кантат, ке го фрлам тука, затоа што нели има кој да го собере. Има кој што е платен за тоа. Има кој што е платен за тоа, или има еколошки здруженија кои што не се платени, меѓутоа те кефиме да одат и да собираат ѓубре. Така размислува во добар дел нашиот народ, за жал. И нашите апели се и кон нив усмерени, затоа велиме дека ние би сакале кога во училиштата и би се формализирал овој проблем, барем еднаш неделно 1 час од 40 минути да има посветен на оваа проблематика и секако родителите работат дома со децата. Апсолутно неопходно и така нареченото еколошко образование. Во овој дел би сакал да споменеме докаде оди креативноста на нашите граѓани. Што се може да се вброи во групата на неславни еколошки приказни на кои што вие точно сте посведочиле? А верувам ги има доста. Да, па тоа нема ниво филмови на Хичкок и на Кјубрик што може да најдете на нашите мини и големи депонии, значи од отпад за интимна хигиена до медицински отпад кој што се состои од керамика, некој си реновирал дома па истоварил цело непотребно купатило, а да не збориме за оние најсекојдневните работи од типот пластика, шишиња, кеси, па кеси во кеси во кеси, во реки, на ливади, буквално секаде. И ние мораме да одиме со маски и со ракавици, не само медицински, туку и вистински работнички ракавици, затоа што никогаш не знаеме со што ќе се соочиме. Кога веќе го споминавте моментот на реализирање на самите акции, какво е чувството по секоја успешно реализирана еколошка акција? Измешано. Колку што се чувствуваме среќни дека сме сработиле нешто како што треба за својата заедница, за својата држава, за својот град, за своите потомства,
толку од друга страна е горчлив вкусот што секој викенд повторно и повторно ние имаме потреба да го правиме истото, затоа што не го направил некој што треба да го направи. Така што измешани се емоциите. И ја следите ли состојбата со оние локации каде што интервенирате и каде што чистите? Се случува ли истите после одредено време повторно да бидат натрупани со отпад? Не само што се случува да бидат натрупани со отпад, туку се случува и кога ние ќе изчистиме и ќе собереме, карикирам, 30 на 40 црни вреќи, тие да останат на тоа место по 5-6 дена, никој да не помине да ги собере со камион или од надлежна служба. Така што, 90% од локациите им се случува ова. Ваквите еколошки акции и иницијативи кои што се реализираат кај нас, честопати знаат да бидат и кампањски. Колку е важен континуитетот на истите во насока на создавање на чиста животна средина? Па континуитетот би рекол дека е најважен, затоа што ако има континуитет, тоа значи дека постојано кај некого работи свеста за здрава животна средина, за екологија. Меѓутоа за жал пак сте во право дека кампањски се случуваат многу работи кај нас и покрупни, а камоли овој проблем. Сосема накусо конкретно на денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија, кои се долгорочните цели на екоиницијативата Не биди ѓубре, што би сакале вие да постигнете во годините кои следат? Па ние би сакале да престанеме да постоиме. Колку и да звучи можеби чудно, колку и да звучи нелогично, затоа што ако ние престанеме да постоиме, значи дека сме исполниле својата цел. Ние можеме да бидеме тука како еден убав спомен дека нешто вакво се случувало или од време на време да подсетиме, меѓутоа да немаме потреба од теренска работа. Никола, благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Посакувам уште многу успешни екоакции на храбрите и решителни екочувари, волонтерите од иницијативата Не биди ѓубре. Верувам дека вашите акции ќе ги мотивираат и граѓаните, но и институциите повеќе да се ангажираат токму за заштита на животната средина и да се подигне општата еколошка свест во земјава. Се надеваме и ние и ви благодарам уште еднашка што издвоивме време за оваа тема која што колку и некој да мисли дека не е битна, сепак е меѓу побитните. Секако ние ќе ве следиме со сите нови активности, повторно ќе ви имаме во утринската програма.